Репликата колешке Лазареска. Ќе почнам онака како што завршивте и ќе ви речам тешки да довршевте и вие се што ВМРО ДПМН започна, онака како што доврши градоначалникот Пецаков. Да ве подсетам дека во оваа реплика што туку го обвинивте народот дека греши и да ве убедам, колешке Лазареска, дека народот никогаш не греши. Тоа ќе си го видите за многу брзо. И уште нешто да ве подсетам дека градоначалниците на ВМРО ДПМН добија европско признание за извонредност. И тоа вас ве боли најмногу. Ве боли работливоста. Колешке, европско признание за извонредност, ќе ви пратам линкот како ќе завршам со реплика, со контрарепликава. Јас лично ќе ви пратам линк. Значи, и ве молам да не ми влегувате во збор, ако имате реплика, јавете се. Значи, ве боли работливоста, ве боли тоа што се видливи проектите кои што ги реализираат градоначалниците и најмногу ве боли тоа што во 2 години локална власт нема ниту еден криминал, за разлика од криминалите кои што вашите функционери ги прават на дневна основа. Магна и Костал ги спомнувате, колешке. Костал го спомнувате. Кој го донесе, колешке? Народот, што според вас греши, се знае. Го уништивте образованието, репер ви се резултатите од ПИСА, кои сведочат за уништениот образовен систем. На дното на листата сме, колешке. Денеска бевме од Сабајле на средба со представници од Светска банка, кои тврдат дека Македонија го губи човечкиот капитал. И тоа е факт. Факт е дека имаме најниски плати и најнизок стандард, а највисоки сметки. Сте ги испружиле ноџињата, ама черџето е покусо за 500 милиони евра. Пак ќе трошите повеќе од што имаме на располагање. Простата математика вели дека ви фалат половина милиарда евра за да ги исполните целите, ама тоа за вас не е проблем, пари во банките секогаш има. Ако повторно ги пренамените парите кои се предвидени за изградба на патишта, болници, училишта, подземна инфраструктура, инвестиции во иновации и предприемништво, и ако ги дадете за популизам, што е многу веројатно, економијата нема да расте. Економијата не расте сама по себе. А македонската економија има капацитет да биде поконкурентна, да биде постабилна од сегашното ниво и навистина не заслужува да биде на дното на Западен Балкан. Секоја година предвидувате капитални инвестиции, секоја година слушаме за развоен буџет, а следната година правите ребаланс и ги кратите средствата за капитални инвестиции. Факт е дека, за жал, оваа власт нема стратешки план како да ги задржи вработените, посебно туристичките работници, и ние двете го знаеме тоа најдобро. Дури 80% од занаетчиите ни се заминати во други држави. Кога сме кај помошта за компаниите, ако се има предвид економската ситуација во земјава и регионот, помошта што им се дава на приватните компании не е доволна. Приватниот сектор треба да добие поголема финансиска помош затоа што економските текови се нарушени. Ова се само поволни кредити, а не е помош за компаниите. Најголема помош, знаете која би била за компаниите? Стабилна економија и стабилни услови за работа, кои оваа власт не е способна да ги креира. Приватните компании имаат насушна потреба од услови за поголема конкурентност, а не од директна помош. 600 место во Европа сме по скапотија. Луксус е да се јаде во Македонија. И затоа улиците ви се преполни со незадоволни и револтирани граѓани. Што да кажам? Охрид го спомнавте. Гимназија доби нова ограда. И тоа ли беше проектот Социјалдемократскиот сојуз? Економско доби реконструирани подови. Наградени ученици, исплатени стипендии. Основното училиште Велгошти
уреден влез. Основното училиште Братство реконструирани тоалети. Основното училиште Ванчо Николевски во Лесковец доби нова училница. Основното училиште Свети Наум Трпејца реконструиран таван. Секој прваче доби по 3000 денари. Во градинка се набави аспиратор за во кујна. Се смена електричната инсталација. Снегот не изненади, колешке. Се асфалтира во Рача, во Лесковец, во Далјан. Ве плаши работата. И тоа е факт, затоа што вие сте навикнати на неработа. Сега, кога сме кај туризмот, ќе ви кажам дека растот на бројот на туристи во ниту еден случај, во ниту еден момент не се должи на работата на владата, ами се должи на заложбите и макотрпниот ангажман на бизнис секторот. Сега ќе ви прочитам цитат. Бизнис секторот прашува што направи државата за да ги мултиплицира бројките, затоа што ние жестоко работиме и се трудиме да ги оствариме. Вака вели представник на туристичката фела. Во 2020 година, кога поради затвореноста на државата и ригидната политика во однос на туризмот, ни пропаднаа договорите за донесување туристи, кои ветуваат 20% поголеми приходи од најдобрата 2019. Не цела Европа, колешки, сега ќе ви кажам. Во 2020 година, например, соседна Албанија беше отворена за туристи и имаше најдобра година, а ние ги изгубивме сите договори. Нашите тогашни партнери побараа партнери во други земји и сега е многу тешко да ги вратиме назад и да се вратиме на тие бројки. Сега нашиот пазар го покриваат странски туристички агенции, наместо нашите туристички агенции да ги носат директно туристите, односно без посредници. Ова не го велам јас, го велат од туристичка агенција. Азиските туристи кои се пофаливте уште во 2018 година дека сте ги пикирале, не успеавте да им го олесните визниот режим и затоа на нив наместо во земјава ги гледаме во балканските тури во соседството. Приватниот сектор, пак ќе кажам, сам се снаоѓа и сам си го плаќа престојувањето и промоцијата на земјава во странство. Моментално сме во негатива од 65% и тоа е многу далеко од закрепнување. Она што го постигнува земјата во туризмот е само трошка во однос на она што го постигнува регионот и тоа е она што најмногу ме боли, верувајте. Жално е да имаме лоши бројки во туризмот кога Балканот е топ дестинација, а одделни земји во регионот, како Албанија и Хрватска, се на врвот на светскиот туризам. Од сиот туризам кој се реализира на Балканот, ние добиваме само трошки затоа што не сме способни и не сме спремни, немаме влада спремна да не вклучи во тие текови. Државата мора да се запраша што направила и колку направила и дали воопшто направила за да се реализираат солидни бројки во туризмот. Кога се фалите со бројки, дека сме биле 10-то место, не знам кај сме биле, да, пак ќе повторам, годинава сме далеку повисоки за разлика од претходниот период, меѓутоа ќе ви направам една споредба само со бројките што годинава ги постигна една туристичка дестинација во Албанија, градот Берат. Таму годинава престојувале 800.000 туристи, што е повеќе од она што го имавме во 2019 година. И замислете, овој град ниту море има, ниту езеро има, ниту подобра инфраструктура од нашата има, ама е посетен. Албанија годинава ја посетија повеќе од 13 милиони туристи, а учеството во бруто домашниот производ на туризмот е близко 30%. Што зборува тоа, колешке? Тоа зборува дека државата работела многу на туризмот за разлика од нашава држава. Со што може да се пофали нашава држава? Туристичките работници веќе не се занимаваат со тоа што прави државата и веќе не ни очекуваат никаква помош од државата. Самите си ги засукаа ракавите и си работат. Самите се снаоѓаат за да бидат поконкурентни и да бидат први на пазарот. Жестоко се борат, секоја им чест, ги јакнат капацитетите, работат на кадарот, бараат компании, отвараат пазари на кои сакаат да бидат први и
благодарение на нив се зголемува и престојот и бројот на туристите во државава, не благодарение на владата во никој случај. Сега. Спомнавте што било непродуктивни трошоци, па накратко само ќе ви кажам, да не одземам премногу време. Вака сега. Стоки и услуги. 1 милиарда 65 милиони евра. 5 милиарди денари повисоко во однос на 2023. Патни и дневни расходи 770 милиони денари. Договорни услуги 49 милиарди денари повеќе во однос на 2023 година, 8%. Привремени вработувања 240 милиони денари или за 20,6% повеќе во однос на 2023 година. Мебел, возила. Што скративте, колешки? Каде е кратењето на непродуктивните трошоци? Пак ќе спомнам Светска банка, според чии проценки Македонија годишно губи околу 0,5% од своето население поради емиграција. Повеќето од оние што заминуваат, за жал се млади, квалификувани луѓе кои бараат услови за живот и работа во други земји. Владата, како и се останато, била свесна за проблемот и работела на негово решавање. Исто како што работи на измена на законот за туризам и угостителство цели 7-8 години веќе. Само лани над 10.000 граѓани од Македонија да работеа во Хрватска. Факт е дека македонското стопанство е далеку од развиените европски економии кон кои целиме сите заедно. Последната потврда за тоа ни ја даде најновиот извештај на Европската комисија за земјава, во кој е нотирано дека недостасуваат реформски закони и правила со кои би се доближиле кон Унијата, не само политички, туку и на економски план. Бизнисмените веќе соопштија дека минимален е бројот на компании кои можат да бидат конкурентни на европскиот пазар. За жал, македонската економија доби троиче од Европската комисија за реформите и напредокот во 2022 година и тоа, колешке, не е доволно за да застанеме, како што велите, рамо до рамо со европските економии кон кои што тежнееме како општество. Уште утре да влеземе во Европската Унија, домашните компании нема да бидат конкурентни на европскиот пазар, бизнес заедницата затоа бара поддршка од владата за да се развива стопанството кој преку бизнисот ќе одговори на европските предизвици и приближување кон Унијата. Но за тоа се потребни регулативи, јасни закони, инвестиции и многу посветеност, доколку навистина сакаме државата да ни има европска економија. Европската комисија до крајот на годинава треба да усвои план за раст на економиите на Западен Балкан, преку кој Европската Унија секако ќе ги поддржи економиите, односно државите со 6 милиарди евра. Колку пари ќе добие една држава, зависи од реформите кои ги реализира, да видиме дали имаме късмет и што сме реализирале. Да не се повторувам пак во однос на протестите и револтираните граѓани, незадоволството од платите, просечната плата во земјава пораснала, но македонскиот работник, за жал, останува меѓу најмалку платените во регионот. За сериозен раст на платите е потребен раст на економијата и раст на продуктивноста. Значи, изминативе години примањата на работниците растат со побрзо темпо од економијата, што резултира со пад на продуктивноста, и тоа е проста економска логика. Продуктивноста се пресметува по формулата сооднос меѓу БДП и бројот на вработени, но и покрај континуираниот раст Македонија останува закотневена на дното во Европа според висината на просечната плата со нето приход од 37.876 денари, односно 615 евра. За споредба, подобро од нас заработуваат работниците во Србија, во просек 735 евра месечно, во Босна и Херцеговина земаат колку нас, 645 евра, Црна Гора 800, Хрватска 1156, Словенија 1442 евра месечно. И овде ќе завршам со фактот дека градоначалниците имаат уште 2 години
Направивме многу, ќе направиме уште толку, додека вие, колешки, очекувате, предвидувате и се надевате. Општина Охрид, да, ќе се раздолжи, не благодарение на владата, туку благодарение на домакинското работење. И тоа е уште еден факт. А дали народот греши, јас ќе му порачам од овде на народот, пред да го заокружи редниот број на гласачкото ливче, да се праша себе си дали живеел подобро во изминативе 7 години. Ви благодарам.